Почитувани, сега на сите им е јасно дека поголема минимална плата нема да има. Владата на Мицкоски нема пари за минимална плата, нема пари ниту за земјоделците, ниту за пензионерите. Очигледно, сите ќе мора да се навикнат на тоа дека повисоки плати нема да има. Доаѓаат така наречени економски работници. Според договорот што го објавија британски медиуми, државата има обврска да им обезбеди плати, сместување и осигурување. Мора да им се плаќа без разлика дали има или нема работа. Затоа нема да има пари за поголеми плати за работниците, ниту пари за поголеми пензии за пензионерите. Не, тоа не се мигранти, ова се економски работници. Токму затоа и го сменија законот за странци. Со измените се улеснуваат условите за доаѓање, престои и работа, се скратуваат процедурите, се продолжува времетраењето на дозволите и се создава правна рамка за долгорочно задржување во државата. Ако има стратешки партнер, секако. Значи се е подготвено. Резолуција во собрание против слободата на говорот. Закон за странци, доаѓаат економски работници. Може да ги нарекуваме економски работници, се додека Мицкоски не им додели пасоши, а потоа ќе станат рамноправни граѓани на Македонија, со сите права што следуваат. Договор си е договор. Засега во буџетот недостига само 1 милиарда евра. Само ДПМН не се грижи за ништо. За граѓаните нема пари, но има доволно пари до крајот на неговиот мандат за уште криминални тендери. Ви благодарам.